По скалите се искачува полека, со паузи. Издржува некако, но само доколку не се многу високи и ги нема во голем број. За Лидија Ѓорѓевиќ, студентка на 2 година, проблемот е што токму такви се на факултетот каде што се школува. Принудена е да побара помош од колега или едноставно да се откаже. Лифтот се движи само до прв спрат на нашиот факултет. Јас понатака не можам да се движам слободно или ми треба помош да се качам до останатите спратови за да го најдам кабинетот на професорот, да земам оценка. Или мора да задолжувам некоја колешка или колега да ја зема оценката во моје име. Лидија има проблем со колковите и со голема тешкотија следи наставата седејќи на дрвено столче. Ситуацијата станала неиздржлива по последната операција поради што морала да ги стави студиите во мирување. Оваа академска година се вратила, но повторно се соочила со истите проблеми, како на пример тоалетите без WC школки. Понекогаш не излегуваат и служителките во пресред, па ни го отвара тоалетот каде што одат и наставниците, каде што одат професорите, но понекогаш ги нема служителките, нема на кого да се обратиме. И од тој аспект е малце незгодно, мора да чекаме со часови додека да си отидеме дома, затоа што јас навистина не можам да одам во неприлагоден тоалет. Со проблеми се соочуваат и студентите со оштетен вид или слух. Само некои од професорите имаат подготвено материјали во електронска форма, па за останатите мораат сами да се снајдат. Ваквите пречки за многумина се непремостливи, поради што дигаат раце од се и се откажуваат. Во последниве 5 години само 71 студент со попреченост се запишале на УКИМ, од целосната цифра на студенти на УКИМ, додека само 5 од нив го завршиле целосно студирањето, односно целиот циклус на студии, додека податоците од Агенција за млади и спорт, од Агенција за вработување покажуваа дека во Македонија се регистрирани 1500 невработени лица со попреченост, а само 42 од нив имаат завршено високо образование. Високото образование е сепак недостижна цел за поголемиот број лица со попреченост. Проблемите почнуваат уште во основно училиште, каде недостасуваат дефектолози. Во очаен обид оптимално да ги развијат способностите на своите деца, родителите ангажираат лични дефектолози. Секако оваа опција не е ефтина и малкумина може да ја дозволат. Многу родители имаат проблем затоа што нормално средствата се тие што ние не само дефектологот, имаме и приватни часови, многу други издатоци за да може да се дојде до овој резултат. Колку го плаќате дефектолог? Па тоа сега е приватно, но многу за една просечна фамилија, значи не може секој да обстане. Поголемиот дел од општините ангажираат еден, најмногу 20 дефектолози за сите нивни училишта. Основното училиште Лазо Ангеловски е едно од ретките каде има еден постојано ангажиран. Тина Ацковска помага во изработувањето индивидуални образовни планирања, а дава и совети на наставниците и родителите. Сепак, вели треба уште да се работи, да се обезбедат дидактички средства, подобри услови, но и да се подигне свеста на околината. Имало реакции, значи моето дете не сакам да биде во паралелка со тоа дете, бидејќи тоа се разликува од останатите. Понекогаш покажува агресивно однесување и слично. Пак велам, значи овдека немаме некои такви екстремни ситуации. Меѓутоа, има многу да се работи во ова поле. Истражувањата на Канцеларијата на Народниот правобранител покажала дека најголемиот дел од училиштата се согласуваат со ставот дека инклузивното образование тешко се спроведува во пракса. Законската регулатива не е во согласност со меѓународните стандарди, а во анализираните закони повеќе декларативно се промовира инклузијата. Истражувањата во однос на вклученоста на аутистичните деца покажуваат дека не се сите распоредени во редовните паралелки со други ученици, туку во посебни. Недостасуваат и наставни средства, а наставниот кадар не е доволно, а во некои училишта воопшто не е обучен за работа со деца со аутизам. Недоволното вклучување во редовната настава има негативни последици по нив бидејќи се чувствуваат исклучено. Родителите тогаш одлучуваат да ги пратат во посебни училишта. Истражувањето покажува дека во изминатите 4 години од анкетираните основни училишта се отпишале вкупно 175 деца со посебни потреби. Праксата покажува дека понекогаш институциите имаат несоодветен однос и кон децата кои без проблем се вклучени во редовната настава, но имаат одредени здравствени проблеми. Синот на Ирена Коцева е одличен ученик, но има нарушување во растот. Последните 4 месеци е без редовната терапија. Приватно да ја купиме е една ампула за 10 дена 18.000 денари. Ние примаме 3 ампули за цел месец. Тоа се многу пари. Според податоците на Министерството за труд и социјална политика, во Македонија функционираат 29 центри за лица со попреченост, од кои 25 за лица со умерена и тешка ментална попреченост. Еден за деца со церебрална парализа, еден за деца со оштетен вид на предучилишна возраст во Скопје
и 2 за деца со аутизам во Скопје и во Штип. Во рамките на Заводот за рехабилитација за деца и младинци Скопје, како посебен одел, функционира Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост над 26 годишна возраст.